И наред се минутите за темата на денот. Мој вечерашен гостин Александар Чомовски. Добро вечер. Добро вечер. Новинар се уште, а иако во пензија. Па, што да правам друго, ако имаш некој друго занимање? Само новинарите никош не од во пензија. Да. Морам да ти кажам дека ја морам да бидам малце поскромен за разлика од твојата бомбастичност дека за геостратегија со мене ќе разговарате, меѓутоа морам да признам дека следам, ама повеќе ќе се задржам на тековниве движења со некакви алузии, особено затоа што омилен ми е Черчил и проучувањето на руско-лидерскиот ментален склоп. Па добро, тука некаде и веројатно темата на Балканот. Денеска, например, имаме еден интересен ден. Александар Вучич ги собират, како што вели, цела Србија во спас на Србија. Еди Рама почнала кампања за парламентарните избори со слоганот Албанија во Европска унија 2030. Еве ние и Косово отвараме една точка на премин. Каде вода овие политички случувања на регионот? Да ти кажам право, Николовски мене и уште една нешто, последната анкета на Орбан вели дека има помал рейтинг од новата политичка партија опозиција. Тоа ќе се бизицира такви случувања и одхок реакциите на внатрешната сцена. Меѓутоа, мене ме радува што Мицковски премиерот замина на граничниот премин кон Блаце, зашто мислам дека тоа можеби е знак дека Кочани и истражните действија конечно се препуштаат на обвинителствата и дека немаат потреба од таква екзалтација како што тоа беше после првиот случај со првите денови. Да, денеска немаше ни изјави. Денеска немаше и тоа е добро. Тоа е прв. Ама мислам дека изјавите денеска од премиерот ги нема по една друга причина, да не навлегаме на таа тема. Иначе што се однесува до Србија, ми се чини дека ова беше очекувана контраофанзива на српскиот претставител после очигледниот притисок на делот, значаен дел од ова интелектуално-демократска јавност во Белград. Меѓутоа, по она како е замислено сценариот и како се одвива целата целиот тој одговор на мотото кое базира не дамо Србија, нели? Што на одреден начин мене ми наслутува на газиместанските пораки од Милошевиќ не дамо Косово. Мислам дека Вучич си ја допи пораката од дел од опозиционите мислења, тама има некои други солуции, меѓутоа е факт дека мене ме воодушевува студентскиот набој, без оглед како ќе го крстиме, од кого е, дали е шарена, постшарена, постсрпска и така натаму, таа упорност во која студентските представници заминаа со велосипед до Страсбург за да ја кажат својот дел од вистината. Она што ми се чини дека во овој момент е можеби една преокупација на Вучича, тоа е мас покрет да направи, а тоа е преку трансформацијата на политичките сили со неговото движење за народот и државата. И на крај, апропо на тоа, слушам вест која не ми се верува, дека десетина автобуси со 11 со представници од Македонија, не велам дали се срби или не, заминале на протест кај Вучичи во Белград. Тоа само по себе може би е исконско право на некои граѓани и така натаму, особено од српската. Меѓутоа, постал некој дел од српската заедница. Меѓутоа, која е пораката на нивното патување? Стојковиќ мора да се замисли дали ни праќа добра порака на македонската влада и на македонската јавност. Да не правам никакви паралели ако трнат други десетина, стотина автобуси од соседството било каде и било кон кого. Мислам дека таа така наречена интернационализација на така нареченото убедување дека светот е неправеден кон Србија баш и не ни служи добро во развивањето на... Не се само од Македонија, чинам дека има и од Република Српска, од Црна Гора, има дел од Косово, од целиот српски свет има. Тоа е суштината, дека ние треба да излеземе од таа матрица на целиот српски свет. Затоа што, гледате, да оставиме Србија тоа да си го решава сама.
Нит сме ние причина, без оглед што Вучич се обиде преку шената револуција да не импутира, сега веќе е заглавен, ниту пак прашањето на внатрешните политички делби произлегуваат од потребата за спасување на Србија. Тоа е, според мене, внатрешен проблем, сериозен внатрешен проблем кој може, ако е помине границите, да изврши дестабилизација нова на регионот. На целиот Балкан. На целиот Балкан. Балкан, да. Па во тој контекст и например, како коментирате оној дел на спогодба за меѓусебна воена соработка, кој слово кажано, меѓу Загреб, Приштина, Тирана, од друга страна е приказната за Орбан, Вучич или Будимпешта, Белград. Ние сме некаде тука дел од тој отворен Балкан кој што веројатно последната година не постои. Јас сум критичен на овој пат на Муцуски и на Мицкоски, ќе му давам признание што сме надвор од овој изблик на така наречена воинственост во реториката и во гестовите. Прво затоа што ми се чини дека е опитно малку да реафирмираме она стара дефиниција на надворешната политика на Григоров еквидистанца. Сега ми се чини дека најмногу ни одговара овој принцип. Зашто е добро што не сме? Затоа што ми се чини дека дефокусацијата од НАТО оди кон мобилизација на дел од силите и од естаблишментот на овие така наречени пост-НАТО или паралелно НАТО воени сојузи или сојузи на соработка. Што би соработувале Хрватска со Албанија или Србија и Украина воено безбедности? А да не е во рамки на НАТО? Не е во рамки на НАТО. Тоа е едната работа. Второ, ми се чини дека тоа само по себе може да импутира цела една лавина на такви сојузи која на Србија најмногу им погодува. Бидејќи тоа значи приклучување на Република Српска, тоа значи евентуално приклучување и на дел од незадоволниците во Романија и така натаму, и ми се чини дека не е тоа единствениот одбранен механизам на нова глобална геостратегија. Прашањето ми беше повеќе во контекст пропадна ли отворен Балкан како приказна у моментов покрај она што се случува на ниво на Европа, на ниво на глобален свет, на рефлексиите врз регионот, и да не забораваме кога велиме што ќе соработуваат Загреб, Тирана, ма Тирана веќе ќе прави оклопни транспортери кои веќе и тоа веќе има голем дел од европски држави со нарачки, така. Веќе ги безицираат тие оклопи. Сега ми доаѓа промислата, замисли што се само 35-40 години во светските движења. Ние го уништивме металски завод Тито, кој беше стожер на делот... Не само тоа, и Руен и некои други. Од тешката индустрија со те 55 тенковете и така натаму, за да сега се доведеме во ситуација сегде околу нас да никнуваат. А 90 од Тирана имаше продавници за електроника, ред кинески штрафцигари и ред кинески руски сјавици. Има уште една работа која овој контекст има прилично важно геостратешко значење, а тоа е обидот за наоружување. И тоа едно е прашањето на НАТО стандардите и на НАТО политиката, друго е што секој од нив билатерално воведува своја внатрешна обнова на потенцијалите, вклучувајќи ги Бугарија и Србија со МиГ, со F-15, 16 и така натаму. Албанија со оваа оклопна единица што сака да ја направи и така натаму. И ја мислам дека тоа не може да не прави мирни. Не може да ги прави мирни и нашите воени старешини и воени стратези, бидејќи ако ова оди кон таква милитаризација, тогаш прашањето ќе биде како ние можеме да се одбраниме од налетот на милитаризацијата. Инаку, ако тоа не си го преземеме, не само во однос на НАТО, нам единствена алтернатива ни престои неутралност, што е апсолутно нелогична, и таа е напуштена на Балканот. И таа е напуштена уште на почетокот од 90-тите. Дури во евентуален конфликт ни Турција веќе нема да биде неутрална.
Знаеш, Марија, што уште има тука една работа. Тоа е руско-украинското примирие и руско-американското договарање ќе предизвикаат нова геостратешка поделба. Таа поделба произлегува, меѓу другото, и од првата реакција на специјалниот советник на Трамп за Русија и Зова, кој вели не е никаква трагедија ако се направи демаркација нова на Украина. Делот Украина што е заземljena од Русија останува под ингеренции на руската армија, дека тука ќе се инфилтрираат француско-германски копнени сили и тука ќе се направи една демаркација. Демаркација која за Украина, која е огромна територија, со над скоро 50, не знам сега дали има 30 милиони жители, представува прототип на испитување дали такви солуции може да предизвикаат нова меѓународна асиметрична поделба на регионите и на стратешките влијанија. Во тој случај, внимателноста предупредува дека треба да се сместиме Балканот е прв на да се сместиме во рамништето на оние кои упорно ќе инсистираат на така речена европеизација на Балканот. Во тој контекст ми беше предходното прашање на линијата. Веројатно таквата поделба на линија на влијание Белград, Будимпешта, Загреб, Тирана, веројатно ќе биде линијата на европеизација или не европеизација. Не знам. Не, тоа нас ни одговара лаке сега како мала држава, ако Брисел и овие главни центри што стана Бон и Париз сватат дека шегата ја однел дјаволот и дека треба да се занимаваме со тоа како да дојде до реална политичко-безбедносна и економска интеграција на овој дел од Балканот. Секоја натамошна сепарација создава немир кај соседите кои се дел врзани со пред со Србија и со Македонија, бидејќи околу нас се случуваат прилично значајни промени. Во овој момент, според мене и според мој вкус, затоа реков на тековни ангажмани ќе се задржам, е очигледниот добар сигнал кој ги примаат властите во Скопје во однос на релациите со Софија и со Атина. Младиот Мусунски смогна сили да замине у Бугарија и да им одаде признание на бугарските власти за начинот на кој реагираа. Први сместувањето во Албанија и така натаму. Беше и во Грција. И беше и во Грција. Во Грција веќе се промовира нова филозофија. Нема Северна Македонија. Има филозофија во која мала Македонија бара од значајната голема Грција свој придонес во етаблирањето на Македонија во рамките на европските скали. Ако тоа се случи, ако ние добиеме таа поддршка, ние тогаш се враќаме на Солунската агенда, која почна сериозно да зборува за интеграција на Западен Балкан кон Европската унија. И сосема за крај, во тој контекст, оптимистички ли е најавата на кампањата за парламентарните избори на Еди Рама, Албанија, па и тука некаде и ние, Западен Балкан, 2030 во Европа, или? Господ знае да прогнозира ова нумеречка дипломатија во услови кога се уште не се знае што ќе се случува. До 2030 веројатно поделбата на сфера на влијание меѓу Америка и Русија на Балканот ќе биде јасна. Ќе се знае дали дали останува повторно бивша Југославија 50-50 или оди комплет у едната зона, тоа е... Не, тоа нема да биде 50, нема да биде Јалта 2, но може да биде сериозна индикација за мини преклjuување. И тоа може баш да трне од Белград и од Бања Лука и да предизвика лавина на така наречени современи интеграцијски процеси, но таквата етнизација за Македонија е погубна. Тогаш нам ни престојат џидови, преселби и така натаму, што не е најсекно. Ми се чини дека
и Мицкоски и Муцунски ја сватија потребата да ја симнат реториката на ексклузивитет, или тие или ние, или да се воведе реципроцитет и гаранции, или нема договори. Таквата исклучивост не е својствена за мали држави и особено за политичари кои не се со габарит дека учествуваат во важните светски настани. Втората солуција, според мене, што е добра надворешна политичка ориентација, тоа е дека ние мораме да ги одржиме на високо ниво билатералните односи со Соединените американски држави И со Европа. и со Европа како стратешки партнери и особено да не забораваме дека наш втор стратешки партнер е Турција. Благодарам. Мој вечерашен гостин Александар Чомовски.